Есенската сеидба во Пелагонија, најголемата житница во Република Македонија, е пред самиот крај. Земјоделците забрзано ги одработуваат последните сеидбени денови со цел да ги искористат поволните временски услови. Годинава исто како и минатите години, на земјоделците им се на располагање сите потребни репроматеријали. Во Пелагонија, пченицата во некои делови веќе е поникната, некаде сега се сее. Но земјоделците велат дека тоа нема да се одрази негативно на квалитетот и приносите. Има доволно пестициди, има доволно семенска стока, добро се снабдени и сите продавници за резани делови за земјска механизација, с кој дел во секое време може да се добие. Ние бараме исто земјоделските аптеки и продавници за резани делови да работат нон-стоп. На земјоделците исто така и понатаму им се на располагање државните субвенции, кои го стимулираат сертифицираното производство. И за 2017 година владата на Република Македонија ќе продолжи со субвенционирање на пченицата како лебно жито и јачменот, и тоа со 12.000 денари по хектар за сите оние кои што ќе користат пченица со сертифициран семенски материјал и 7.000 денари за оние кои што нема да користат задолжително семенски сертифициран материјал, но таа мерка во 2018 година се планира да биде променета, односно за сите оние кои што нема да користат сертифициран семенски материјал да не добиваат субвенции. Дополнителни 1.000 денари ќе добиваат оние кои што ќе користат јачмен за добиточна храна, а 4.800 денари дополнителни директни плаќања за сите оние кои што ќе засеат пченица и јачмен над 10, а под 50 хектари. 50% плюс директни субвенции се планирани за сите оние што ќе имаат сертифициран органски сертификат за производство на пченица и јачмен. Пазарните вишоци одигра улога во намалувањето на цената кај откупувачите на пченица, со тоа што наспроти ланската цена од 11 денари, годинава таа е пониска. Увозот на пченица од Србија, која што има 10 тони по хектар принос, ја руши нашата откупна цена, така да мелничката индустрија самите може да си донесат и да си увезат пченица со многу пониска цена. Предлагаме за сите оние производители на пченица и јачмен кои што немаат висок принос од своите површини да почнат да ги заменуваат своите култури. Или со високо принос на пченица, доколку ги употребат сите агротехнички мерки, или промена на културата. Тоа значи дека имаме откупни центри кои што откупуваат домат, откупуваат пипер, откупуваат корнишон кој што многу се бара во државата, а се уште го немаме во доволна количина за производство на конзервна индустрија. Годинава на ниво на Република Македонија со пченица се засејани околу 80.000 хектари со просечен принос од 3,3 тони по хектар, додека во однос на јачменот засејани се околу 46.000 хектари со просечен принос од 3,1 тон по хектар.